рече дека Тијана, Јана. Тијана Марија. Рече дека треба да си дружелюбив за да успееш во овој шоу бизнес на естрада и такви работи. После одредено време багаж на естрадата, што мислиш ти кој е рецептот за успех? Што треба да си има за да успееш? Она рече да си дружелюбив. Кај нас Извини, треба и многу живци за да се истрпат многу нервози кои што ги пратат сите јавни личности во оваа наша убава држава. Значи, бидејќи она мислам што не карактеризира како народ покрај некои убави работи е дека најмалку успехот се простува. Значи, кога сега ти да си успешен во ова што го работиш, секогаш ќе има луѓе кои што ќе сака да ти изнегираат, кои што ќе сака значи да кажат дека не си добар, кои што ќе ти заговарат не затоа што не го ценат тоа што го работиш, туку затоа што им смета зашто си ти успешен, а они не се успешни. Можеме да направиме мала музичка пауза, таман се отворивме. Ова е сериозниот дел од емисијата, следува не сериозниот. Па ќе поразговараме за тоа што ве нервира, колку живци требаат во професијата. Што ни спреми за денеска, кој ќе биде? За денеска па ајде. Мој мали е опасен. Ова е интересен податок. Така е. Ќе поразговараме за тоа. Како тоа малите може да се опасни? Баш ме интересира. Мислам дека ништо треба да го кажам. Ќе го објасниме. Останете покрај малите екрани, следува Викторија Лоба или ти. Ана Марија со незиниот малечок бил многу опасен. Ајде, може аплауз. Фидбек састав. Ono si tugu očima, a boli samo mene. Moj mali je opasan kada je mjesec mlad. Moj mali je opasan kada krene u grad. Ono si jak te sandvičama, pije pivo bez pjene. Ono si tugu očima, a boli samo mene. Е опасан. Жените го пеат ова. Не е тоа нешто што ние мажите сме го испеале, така па да се... Нека не би рекол мал за мојот мал. За мој. Велики е. За мојот мал. Добро, таа фама една владе е што ги коси мажите. Големината и ова и она. Жените патат од тоа? Па, ако се збори, верувам дека патат. Од големината на машкоста, на машкото. Убаво го кажува. Убаво го реков. Но она мисли. Па според песнава мој мали е опасен, значи дека носи јакну са нитнама, така кондом немам видено. Роке. Панкер. Добро, не ти е српски народњак па со шајка. Ти српски народњак со шајка. Така вкусам. О, будала една. Натали?
Мислиш дека таа фама ги плаши мажите, се сретнала некој да се плаши од тоа да му е страв, да има комплекс? Мислам, не мора да се слекол пред тебе, да сте правиле муаве, да сте другари, нели? Па што знам, мислам дека не. Мислам дека не е толку битно. Не, она сега успори да го кажам, мислам дека не е толку битно, но секако дека нели поубаво кога е све како што треба комплетно. Да има, Ама што е тоа како што треба, еве уинчи, не мора у сантиметри да разговараме. Слушай, гледав со Личи ме уинчи, тоа да кажеш. со Хелена во емисијата гледав, она рече дека нели не е битно. Да, сум читала многу книги кај што викаа дека не е битно. Да се убедиш. Па гледаш дека пишува дека не е битно. Па не знам, може сум ја родена под среќина звезда. Ау ме чеса нешто. Мислам дека не сум имала до сега проблем. Не, ама имаш таква книга да му објасниш на страна 72, трети ред, еве, не е битно, пишува вторката, уживај, не се ловат. не плачи. Па не, обично ти викам, не сум имала Не си таква налет- ситуација, да. Творе покажеш Здраво, дека не е битно, не е битно. Здраво. Што се била вака Здраво. Добро, тоа значи што? Кај го гледате машкото прв пат кога ќе се сретнете со него? Па што знам у очи. Во очи, да. Не е вајда. Ти кај гледаш прво кога се сретнеш со Ние него? гледаме исто у очи. Не, морам да ти раскажам, пред неколку години стаа другарка на моја отиде во Белград, стаи силикони и се враќа во Скопје, навистина преубаво направени силиконите. И искачаме у град и се другар еден доаѓа и гледа се поздрава, она деколте отворено, тоа све како треба. И другар еден као, леле, кај си, што си се разубавила, знаеш колку време те немам видено. А гледа, Од кај ти се пекинезери, бе? вика, може да ме Колку си погледнеш кинески на пас. очи па да ми кажеш, па гледам. Да. Добро, и ти си обдарена, мислам, надарена. Природата не сте Да, убави заштедила. очи, да. Мислиш дека тоа било некое твое тајно оружје за кај мажите? Тоа деколте пали кај мажите? Па добро, ма са не е моја деколте дека е нешто, не знам. Натали? Е убаво, а? Твоето деколте 2 милиона македонци заспиваат мирно и влажно. Па, е, добро, и сега Свесна си за тоа дека нели и секс символ си на држава исто така. Па не, мило ми е ако е така. Мацали. Знам дека, слушај, не, знаеш дека мислам, да кажам, Ја, релативно може сум да уште млада, значи нели не сум престарена, но многу ми е интересно кога ќе видам дечки низ град кои што имаат по 20 години, пред 10 години имале 10 години, нели? Да. Кога се емитуваше бингото прво, кај што нели со Игор Джамбазов заедно го водевме, односно го водеше, нели бев хостеса. И кога ќе ми рече Натали, од тогаш си ми она симпатија или не знам од тогаш. Од тоа си ми за заспивање. Ама сега Абе, значи драго ми е тетовирано што овде Натали на шаки има. сте грозни. It's one small step for man, one giant leap for mankind. Веро не збори глупости. Добро, која последен пат си била во Русија? Лани бев сега. И дечком ништо? Па не знам, некако не се дружам многу таму со луѓе, освен со другарките на мајка ми. Да, а они не се дечковци. А они па они се мажени, знаеш, и Дефинитивно Така е. кога би одбирала да живееш овде во Македонија или во Русија? Или Да би живеам? Да, за живот. Би се Тука. вратила некогаш Тука. таму? Не. Имаш пасош таков? имам да руски, значи јас сум државјанин на Руската Федерација. Лапли за папири, брат. Усреќи некој македонец. Па добро. Па Па сериозно не- што? Добро, Бановец, на не приватен... мора. Добро. Гледам така. На приватен план како стоиш тогаш македонец дечко сигурно си имала. Да. Да? Да. Сега имаш дечко, имаш љубов, заљубена си во некој. Па сега така имам симпатија. Он Може не да се знае каже за тоа. заљубена сум. Он не знае за тоа или знае? Па мислам дека знае. Како му покажеш, бе, оддалеку? Дзир? Си имаме ние девојките свои мали тајни. Да, имате вие... Некои имате и големи тајни. Бившите наши, нема да